Почиме. Почитувани, ВМРО ДПМН секогаш е на страната на правдата и затоа, како партија која застанува со народот, поднесуваме кривична пријава против Кристина Крлевска Деспотовска, председател на СДС Охрид и раководител на Централниот регистар во Охрид и лица вработени во Агенцијата за вработување на Република Македонија во Охрид. Врз основа на Законот за кривична постапка на Република Македонија поднесуваме кривична пријава поради основано сомнение дека пријавените сториле кривични дела по член 353 од КЗ на Република Македонија, злоупотреба на службена положба и овластување, фалсификување на службена исправа согласно член 361 од КЗ на РМ, фалсификување или уништување деловни книги по член 280 од КЗ на РМ, употреба на исправи со невистинита содржина согласно член 380 од КЗ на РМ и поднесување лажни докази согласно член 366 од КЗ на Република Македонија. Пријавените при изборот на председателот на СДС Охрид Кристина Крлевска Деспотовска за раководител на Централниот регистар во Охрид постапиле незаконски. Крлевска Деспотовска да одговори дали ги исполнува условите согласно јавниот оглас објавен за избор на одговорно лице за работење раководител на Централниот регистар во Охрид, односно каде кандидатот треба да има завршено високо образование, правни или економски науки, со најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен 7-еден степен и најмалку 4 години работно искуство во струката, од кои најмалку 1 година работно искуство во јавен сектор. Јавноста треба да знае дека согласно евиденцијата на Агенцијата за вработување, председателот на СДС Охрид нема доволно работно искуство во струката на работно место во јавен сектор. Нека демантира веднаш дека пријавените поединечно или заедно успеале да го заобиколат системот и да каже дали како председател на СДС Охрид Кристина својата партиска позиција ја има искористено за вршење притисок во Агенцијата за вработување, односно работното искуство кое го има стекнато како помлад референт за план и анализа, да го запише како економист за анализа и планирање. Дали из ова ќе каже дека не е вистина председателката на СДС Охрид, која согласно нејзиниот договор за вработување во јавното предпријатие Охридски комуналец од 9.5.2012 година до 10.11.2017 година е на работно место референт по план и анализи, а по завршување на нејзиниот мандат како директор на јавното предпријатие Градски пазар од 12.11.2021 година повторно се враќа на позицијата помлад референт по план и анализа. И во двата случаи работното искуство кое го стекнува председателот на СДС Охрид е со средно образование. Во случајот со јавниот оглас за избор на раководител на Централен регистар Охрид потребно е минимум 4 години работно искуство во струката, што подразбира работно искуство на работно место за кое е предвидено високо образование, од кој најмалку 1 година работно искуство на работно место со високо образование во јавен сектор. Што се однесува на работното искуство на Крлевска Деспотовска како директор на јавното предпријатие Градски пазар, тоа не се смета за искуство во јавниот сектор согласно членот 2 став 3 од Законот за вработени во јавен сектор, кој кажува дека функционерите, односно лицата кои добиле мандат да извршуваат функции во извршна или судска власт преку избор или именување од Собранието на Република Македонија или од органите на локалната власт, како и други лица кои согласно со закон се избрани или именувани на функција од носители на законодавната, извршната или судската власт, во смисла на овој закон не се сметаат за вработени во јавниот сектор. Ја повикуваме Крлевска Деспотовска да одговори пред јавноста дали трудовиот инспекторат на Република Македонија констатирал неправилности при нејзиниот избор и дали повел кривична постапка против комисијата која учествувала во изборот за раководител на Централниот регистар во Охрид. Дали директорот на Централниот регистар на Македонија, за да се заштити себе си и комисијата која ја спровела постапката за избор, има поднесено кривична пријава против Крлевска Деспотовска заради поднесување лажни фалсификувани докази. Бараме веднаш надлежните институции да постапат согласно законите за изборот на Кристина Крлевска Деспотовска за раководител на Централниот регистар во Охрид, кој е незаконски. Бараме веднаш пријавата да се разгледа, да се отвори случај и согласно своите законски ингеренции да ги преземат сите потребни законски мерки.
Јавно ја повикуваме Крлевска деспотовска, доколку овие наводи се лажни и невистинити, веднаш да ги демантира, а не да се крие зад социјалните мрежи преку партиски соопштенија. Оваа власт мора час поскоро да замине од политичката сцена, за конечно во Македонија да почнат да важат законите подеднакво за сите. Време е да победи правдата, време е да има одговорност, време е да ја вратиме државата на народот. И да не заборавам да го подсетам уште еднаш, незаконски и криминално поставениот началник на економски криминал Сашо Јанковски, наместо да се занимава со оперативни извештаи, невистините за недолжни луѓе, да го земе и овој предмет и да го сработи. Благодарам.